Ученици, ова е училница. Денешниот предмет за обработка е по македонски јазик. Јас сум Сонја Јовановска, наставничка во основното училиште Димо Хаџидимов од Скопје. Наставната содржина за овој час е устно изразување моите права. Цели кои што треба да се постигнат со оваа активност е да ги познавате и да ги разбирате основните права на децата, да знаете устно и писмено да се изразувате со реченици поврзани во целина кои одговараат на оваа наставна единица. Моите права. Сега ќе се запознаеме со основните работи кои што треба да ги знаете за правата на децата, а тоа е дека тие се собрани во еден закон кој што важи за сите деца во целиот свет и се вика Конвенција за правата на детето. Ова што го кажуваме сега, можете вие да стопирате и да запишувате во вашите тетрадки, за да соберете повеќе информации и повеќе знаење. Нешто што е важно, исто така, можеме да кажеме дека на 20 ноември 1989 година на Генералното собрание на Обединетите нации, државите кои членуваат ја усвоиле конвенцијата како меѓународен закон. Овој закон е опишано се за тоа што можат да прават децата и за тоа што мораат да прават возрастните што се одговорни за децата, за да ги направат своите деца среќни, сигурни, здрави и задоволни. Во сите закони има делови што се викаат членови. И во конвенцијата има членови, и во секој член е напишано по едно право што го имаат децата. Како едно од првото или основно право што секое дете треба да го има е правото на љубов. Кога се мали децата, таа нивна љубов ја добиваат во нивните домови, првенствено од нивните родители, и секое дете го има тоа право. Иако се случува некаде во светот, па и кај нас, дека некои деца не се здобиваат со такво право, меѓутоа, сепак, тие треба да знаат дека го имаат правото на љубов. Како второ право, кое што треба да го знаете, е тоа дека сите деца се еднакви. Што значи тоа право? Дека, како што гледате на самата сликичка, нацртани се неколку дечиња кои што имаат различна боја на кожата, различна боја на косата, различна боја на очите, различна облека, меѓутоа, тоа значи дека без разлика на сите тие нивни разлики, тие деца се еднакви, првенствено затоа што се деца. На секое лице има насмевка и среќни и насмеани очиња, кои што треба да бидат очите и на сите деца. Детето исто така има право на образование. На сликата гледате едно училиште и две дечиња кои што одат во школа. Тие се среќни, весели, насмеани, затоа што одат во училиште, а со тоа го задоволуваат и нивното право на образование. Значи имаат право да учат, да се здобиваат со нови знаења, да се дружат, да комуницираат и да се социјализираат. Следно право кое што го имаат децата е право на топол дом и здрава храна. Значи секој родител треба да им го овозможи правото на топол дом, со тоа што децата ќе имаат катче во домот каде што ќе се чувствуваат среќни и задоволни, каде што ќе бидат исполнети со љубов, разбирање и тоа за нив ќе представува топол дом и здрава храна. Секако родителите работат, заработуваат и должни се да им обезбедат на своите деца здрава храна за да можат да растат здрави и среќни. Следно право е правото на здравствена заштита. Тука гледате дека родителите се тие кои што треба да им го удоволат тоа право на децата,
Кога некој од децата е болно, родителите се должни да ги однесат своите деца на лекар, за да им го овозможат правото на здравствена заштита. Следно право е детето што има некој хендикеп, исто така има право на посебна грижа и право да расте со другите деца. Сите ние околу нас сретнуваме дечиња кои што се малце поразлични од нас. На сликата можете да забележите едно детенце во количка кое што има хендикеп во однос на движењето со нозете, меѓутоа другите две дечиња се заедно со него и му овозможуваат правото да расте со другите деца и да има посебна грижа, за да може и тоа да се почувствува подеднакво исто како и останатите деца кои што немаат хендикеп во својот развој. Децата исто така имаат право на игра, кое што во текот на денот, освен што одат во училиште, имаат своји обврски во домот, во училиштето, имаат право и на слободно време, на дружење, на игра, кое што е време исполнето за релаксирање, за забава и за дружење со другите деца. И на крајот сите треба да знаете дека секое дете има право да си ги знае своите права. Ова се учи по предметот општество, каде што ги изучуваме правата и обврските на децата. Еви сега новој час по македонски јазик, каде што се подсетуваме на правата, со тоа што сите деца треба да си ги знаат своите права. Овие права на децата важат за сите деца во светот. Меѓутоа, исто така треба да знаете дека секое право кое што го имаат децата со себе носи и соодветна одговорност. Значи, не е само да викаме дека имаме право, секое право треба да донесе и некаква одговорност. Што значи одговорноста? Значи, поставување на граница на нашите права и слободи, која се движи по линија на остварување на правата и слободите на другите деца. Како и претходно што кажав, сето ова што го гледате на слайдовите, може да го запишете во вашите тетрадки. Значи, уште еднаш да повториме дека сите деца по светот и важат истите права и ги имаат и треба да си ги знаат своите права, но од секое право произлегува и одредена одговорност. Сега тука ќе покажеме неколку, односно има реченици во кои што се напишани одредени права на децата. Рековме дека секој дете има право да оди во училиште, но од тоа право произлегува и неговата одговорност. Една од тие одговорности е дека секој дете треба редовно да оди во училиште и да учи. Од тука може да произлезат и други одговорности, значи ако има право да оди во училиште, треба да учи, треба да не закасни на часовите, да биде културен, да се однесува културно со вработените во училиштето и ред други работи. Јас напишав една одговорност, но вие може да си додадете и повеќе одговорности кои што произлегуваат од правото дека треба да се оди во училиште. Како второ право е дека секое дете има право на име. Значи, тоа сите го знаеме, меѓутоа, која е одговорноста од тоа право? Секое дете треба да е гордо на своето име и на самиот себе. Како трето право? Секое дете има право на топол дом, редовна исхрана, нега и одмор. Сите тие права на детето му ги обезбедува секако родителот или оној кој што се грижи за детето. Меѓутоа, од тоа негово право произлегува и одговорноста. Значи, таму каде што живее, каде што му е топлиот дом, каде што добива редовна исхрана, каде што има место на нега, на одмор, на заштита, таму детето треба да ги почитува правилата на заедничкото живење. Тоа е неговата одговорност која произлегува од ова право.
Сега ова е една активност каде што ќе напишеме неколку реченици, вие напишете ги во вашите тетрадки. Треба да одредите во која од следниве реченици е наведено правото, а во која реченица е обврската на детето во семејството. Првата реченица гласи дека Маја секое утро треба да го чисти кафезот на папагалот. Размислете дали во оваа реченица е дадена правото или обврската на детето. Во втората реченица Маја сака да чува папагал, дали тука имаме право или обврска. И во третата реченица Маја има право да чува папагал. Исто треба да одредиме дали во оваа реченица што мислите вие, дали е дадено правото или обврската на детето во семејството. Секако не верувам дека сте сгрешиле, меѓутоа од овие реченици, односно правото кое што е дадено е дека Маја има право да чува папагал. Меѓутоа, ако Маја има право да чува папагал и тоа е нејзино право, произлегува и нејзината обврска дека Маја секое утро треба да го чисти кафезот на папагалот. Вие за домашна работа можете да си напишете вака како пример неколку реченици или пак вашите родители да ви помогнат и да одредите дали во тие реченици е дадено правото или обврската која што треба да ја има децата во семејството или во училиштето или било каде да се наоѓаат, секако од оние права кои што веќе ги спомнавме претходно. За денес е толку. Јас ви благодарам на вниманието, се надевам дека научивте нешто повеќе, па се гледаме следниот пат.